أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалност да му припади само на Аллах џеле шану, затоа што само Аллах џеле шану е достоен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби, следбеници на суннетот до судниот ден. И вечеров продолжуваме со тој ланец на предавања во кој го започнавме и се наоѓаме во првата книга Три основи на верата. Мислам дека вече во петтиот дерс од таа книга. Во претходните дерсови ги зедовме двата воведи во оваа книга, кои се како подготовка за тие три основи на верата. Значи, за главното во оваа книга или основата, базата на оваа книга, а вечеров постоеве две основи што ги зедовме пред да влеземе во тие три основи на верата. Вечеров ќе земаме уште еден дел, уште еден вовед или подготовка за тоа што доаѓат. Ќе земаме уште еден дел, кој дел во себе состои што е тоа миллету Ибрахим, што е тоа вера Ибрахимова алейхи селам. Пред да започнеме, како имаме традиција, како почнавме да имаме некоја традиција, иншалла едно од талебињата нека го учит, нека го читат овај дел што го имаме за да го земаме за вечерот. Ајде, Абдулла. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Алхамдулилlah. Ова да го спомниме, алхамдулилlah, талебината, неколку талебина е учело оваа книга хифс на памет, алхамдулилlah. Ова е мин фадлилlah, од давањето на Аллах џеле шану спрема нас, да имаме некој што ги знаат хифс овие книги на памет. Ова е големо давање од Аллах џеле шану спрема нас. Иншалла, ќе одам јас чекор по чекор во овај дел што го имаме вечеров. Како кажавме, едно од добрите нешта во учењето на акидата е човекот да знае кога учи верување дека не треба да се брзат, треба да ги научи добро тие правила и прописи, зашто се овие најважните нешта во верата. И во овие прописи и правила човекот не сме да греши. И поради таа причина, како спомнавме во еден од дерсовите, дека и да не се грижиме ако не можеме да го фатиме целиот дерс, да ги разбериме сите прописи што ќе се кажат во еден дерс. Дерсовите се опширни, има многу зборувања, нема многу прописи, ама има многу зборувања. И ако нешто не е јасно, добро да се вратиме повторно на дерсот или да прашаме, ако нешто не е јасно, за да ни биде добро јасно. Овие прописи што ги учиме морат да бидат добро и прецизно јасни кај нас, за да не грешиме во животот. Шејхот го започнува и овај дел, овај вовед во овај дел, како му е адет, традиција на него и на многу други од улема, со дуа, со правење дова, барање милост од Аллах, барање упатство, хидает од страна на Аллах џеле шану, за тие кои слушаат, кои се подучуваат и самите тие што го зборуваат тоа нешто. Како вели шејхот во почетокот, илем аршадак Аллаху ли таатихи. Знај, спомнавме дека овај глагол доаѓа често во курански ајати, спомнавме некои 30 пати во почеток, во средина, Аллах џеле шану го употребува овај ајат за важноста, за тоа што сакат да не опоменит Аллах, и кога улемата зборува за некој пропис, за важноста што доаѓат после ова нешто. Знај, Аллах да те упати на негова послушност, да ти дај хидает, Аллах да те заштити од далалет, од заблуда,
и да те упати да му бидиш послушен на Аллах. Ли таатихи, да бидиш послушен само на Аллах, да ги извршуваш неговите наредби и да ги избегнуваш неговите забрани. На овој начин верникот треба да постапуваат кога им зборуваат на кој било за верата, кога сакат да го поучи со некој пропис или да го повикат во верата или да го поучи на некој пропис. Спомнавме повикот, повикувањето, учењето на верата не оди со грубост. Валау кунте фаддан галидан, велите Аллах му вели на пегамберот сам, иако беше ти груб, остар со ними, лам фадду мин хаулик, че се разбега од тебе сахабите. А Аллах го опишува на пегамберот сам рахметен лил аламин, како милост за сите светови. Wa innaka la'ala khuluqin azim, и ти си со најсовршен морал, со најсовршен дин. И на овој начин верникот треба да постапуваат кога зборуваат за вера. Верата не е нешто присвојно негово. Верата е Аллахова, испратена за сите луѓе да ја прифатат. За сите луѓе да ја прифатат. Кој ќе ја прифати, тоа е друго прашање. И не е таа наша присвојност нешто да ние да постапуваме грубо со другите, да ги оддалечуваме од верата. И продолжува шейхот вели: "Анна ханафијата миллата Ибрахим", дека ханафија е верата на Ибрахим алейхиссалам. Верата на Ибрахим алейхиссалам е ханафија. Ќе видиме ова што значи ханафија. Во овај дел, со овај пропис што го земаме вечеров, шейхот објаснува што е тоа верата Ибрахимова или чистата вера Ибрахимова. Верата на Ибрахим алейхиссалам, ханафија. Аллах го опишуваат оваа вера, опишуваат оваа вера. И ова ханафија, пред да влеземе во ова, велите Аллах џеле шану: "Инна Ибрахима кана умматан qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen." И навистина Ибрахим алейхиссалам беше уммет. Самиот беше уммет, некој тефсири. Беше имам, водич. Беше урник за другите, беше пример за другите, беше повикувач во овај дин. И продолжуваат велит: покорен на Аллах, панитен лилла, покорен на Аллах, ханифен, искрено наклонет кон теухидот, оддалечен од ширкот и наслонат кон теухидот. Валам јаку минал мушрикин, не беше од мушриците. Не беше Ибрахим алейхиссалам од мушриците. Ова запамти го овај збор сега добро. И не беше Ибрахим алейхиссалам од мушриците. Гле, ќе се вратиме повторно на ова, само да видиме ова што е ханафија. Миллата Ибрахим ханифен, муслимен, ханафија. Ханифен значи наклонет кон вистинскиот теухид, искрен и исправен во верата. Онај што се оддалечуваат од ширкот и од лажното верување и се свртуваат кон чистиот теухид. Ова е миллата Ибрахима ханифа, чистата вера Ибрахимова. Е наклонет кон теухидот, кон исправното верување, со сите негови потреби и барања. Оддалечен од ширкот, нема никаква примеса во неговиот живот од ширк, кон чистиот теухид. Глед. Овај ајет што го цитиравме сега, после него, после неколку ајети, Аллах џеле шану вели на пегамбера сам: "Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikeen." Потоа ние ти објавивме, а Мухаммед, потоа ние ти објавивме, следи е чистата вера Ибрахимова. Он не беше меѓу многобожците. Сме спомнале сите пегамбери од Адем алейхиссалам до пегамбер алейхиссалам дошле со еден теухид, чист теухид. Сите, со различни шеријати.
Аллах Джелешану го упоменува на пегамбер алейхиссалам, му вели ти следеа верата чиста Ибрахимова. Зошто? Поради неколку причини, вели улемата. Број 1, сите пегамбери што дојда после Ибрахим алейхиссалам беа од негова лоза. Сите. Ебул Ембија наречен татко на пегамберите, зошто сите после него дојдоа, беа сите од негова лоза. Број 2, пегамбер алейхиссалам кога дојде во Мекка, и кршćани, и евреи, и Курейш се повикуваа дека се на вера на Ибрахим алейхиссалам. Сите веле ние го следиме Ибрахим алейхиссалам. Сите. Сите го верим. Знаеш, овде што е интересно, ова денеска што се случува ден. Таа Ибрахимова вера што е права денеска, тоа тројство, трите небески вери. Зошто? Зашто овие сиве три се согласни за Ибрахим алейхиссалам. Дека бил пегамбер, го веруваат на различен начин. А Аллах му вели ти тој не беше од мушриците. Неговата вера беше чиста. Тој беше ханифен. Тој беше наслонат кон таухидот, оддалечен од ширкот. Чисто, исправно му исповедаше верата на Аллах. И поради ова нешто, ова како една точка, тие го кажуваат ова денеска што е права таа Ибрахимова вера. Има неколку храмови отворени више во Дујна на оваа нова вера, небеска вера. Сите три небески вери под еден покрив. Ова припрема за дежел, ама не е вечеров местото за тоа, иншалла во некоја друга прилика. Поради ова нешто Аллах му реше да ја следиш чистата вера Ибрахимова. Джи кажи му на овие. Ибрахим алейхиссалам не беше на ова на што сте вие. И евреи, и кршćани, и мушрици. Сите се повикуваа на Ибрахим алейхиссалам. А велите Аллах Джелешану продолжува: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. А онај кој се одвраќат од верата од Ибрахим, онај кој избегават верата на Ибрахим алейхиссалам. А кој се одвраќат од верата на Ибрахим алейхиссалам, кој се оддалечуваат, никој освен онај кој сами од себе си се понижил, се прави глупав, се уништуват себе си, ја уништуват својата душа. Така дошло. Никој не ја избегава оваа вера, освен онај кој се понижил себе си, ја уништил својата душа и се направил глуп и понижен. Продолжува шејхот и велит: أن حنفية ملة إبراهيم أن تعبدوا الله وحده. Дека ханефието, чистата вера Ибрахимова, што значи? أن تعبد الله وحده, да го обожава само на Аллах Джелешану. Ова значи да го обожава само Аллах Джелешану, да му ја исповедаш верата чисто само на Аллах. Искрено, чисто да му исповедаш верата на Аллах. Да го обожаваш на Аллах. Велит Ибн Аббас, секогаш кога дојде во Куран, ибадет, зборот ибадет, и за ова треба да се зборува многу, кога се преведуваат тие книги или кога се преведуваат Куран. Секогаш, велит Ибн Аббас, кога иде зборот ибадет во Куран, тоа значи таухид. Тоа значи таухид. Ова ибадет значи таухид. Со ова ибадет се посакува таухидот ке Аллах. Со ова ибадет се прави таухидот ке Аллах. Гле. Ибадет, што е ибадет? Ибадетот е највисока понизност спрема Аллах Джелешану, заедно со сакање спрема возвишениот Аллах. Највисока понизност, највисоко кршење, предавање пред некој, пред Аллах. Взаемно со сакање спрема Аллах. Овие две доаѓаат заедно, секој ибадет се рачуна на овај начин: понизност, скрушеност, кршење, падвење пред Аллах со сакање на Аллах. И ова го заслужуваат само Аллах и никој други. Ни малку, ни трошка, ни милиметар, ни сантиметар, никој не го заслужува това. Зошто го велиме, зошто оđа го повторуваш тоа нешто? Па има други му прават ваква понизност на гробови,
на луѓе, на градби, на разни створенија. Се кршит према ними, падвид во рукос према ними, падвид во сеџде на ними. Значи, да не навраќаме во тоа, зборуваме дека денеска имат вакви луѓе, вакви фирки во дујна и мислат дека се муслимани. Значи, да го обожаваш на Аллах, миллето Ибрахим, чистата вера Ибрахимова, значи да го обожаваш на Аллах Джелешано, да го направиш единствен кој заслужува да се обожава. Од овај ибадет не му прилегат, не му доликуват на никој други. Гледа. А што е ибадет? Ибадетот العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Ибадетот е сеопфатно или заедничко име за се она што Аллах Джелешану го сака и е задоволен од зборови и од дело, внатрешни и надворешни. Се ова е ибадет. И дошло во Куран, во Суннет, видовите на ибадет. Видови на ибадет. Некои од овие ибадети можат да бидат ибадети со срце. И овие, да не речем, може би се најопасните од сите други видови со срце. Со срце што може да биде? Со срце може да биде сакање, надеж, наслонување, барање. Сиве овие се ибадети кои ги заслужува само Аллах и никој други. И овие ибадети на срце, ние сме имали една книга А'малул Кулуб, дела на срцето. Сме видели дека овие кај човекот треба да бидат присутни 24 сати. Лесно може да се пренаменат, лесно може и шејтанот да ти ги укради тојве дела. Овие се така опасни како што се опасни и делата на телото. Исто така се опасни. Како можеш да му направиш на сеџде некој, ова е ширк, да му направиш на некој други, не на Аллах, сеџде или руку, или кијам да му направиш на некој не на Аллах, ова е ширк, така исто да го сакаш на некој како Аллах што се сака, е ширк. Да се плашиш од некој, како што треба да се плашиш од Аллах, е ширк. Да се надеваш кај некој, како што се надеваш во Аллах, е ширк. Да бараш од некого како што бараш од Аллах, тоа што може да го направи Аллах, е ширк. Број 2. Други дела, дела на јазикот. Дела на јазикот. Едно исто од опасните дела кои може човекот да сгреши, или тие се рачунуваат како дела, дела на јазикот да се прави викар, да се споменуваат Аллах, да се прави дуа, да се читат Куран, да се наредуваат добро, да се одвраќаат од зло. Сите овие спадват во ибадет. И обратно, човекот ако повикуваат во ширк, направи ширк. Ако повикуваат во харам, направи харам со неговиот јазик. И трет вид на дела, дела со тело, со екстремитети. Намаз, пост, хаџ, доброчинство, помагање. Сите овие се ибадети. Сите овие што ги спомнав, мислам ќе дојдат покасно во книгава, ќе дојдат некои видови на ибадети, ќе спомниме некои детали за тие ибадети. Сиве овие, ако се насочат на некои други, а не на Аллах, човекот излегуваат од вера. Човекот излегуваат од вера, ако се насочат на некои други, не на Аллах. Бил или не само да се насочат. И ако се изедначат некои од овие дела, Аллах и некои други се изедначи со Аллах во овие дела, повторно човекот излегуваат од вера. И продолжува шејхот, како кажавме, и чистата вера Ибрахимова е да се обожава само Аллах. Шејхот вели: мухлисен лехуддин. Со ихлас само за Аллах и на Аллах искрено и чисто да му се исповедат верата. Само на Аллах. Чисто. 100% само на Аллах. Значи, секој едно дело да се прави чисто и искрено само за Аллах. Да нема никаква додавка и придавка во некое дело, ќе видим малку подолу, никако. Видите Аллах Джелешану: Ела лиллахи динул халис.
Знајте само на Аллах му припаѓаат искрената чиста вера. Знајте дека само на Аллах му припаѓаат искрената и чиста вера. Искрено и чисто да му исповедате на верата на Аллах, само на Аллах му припаѓа вакво нешто. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. И не им беше наредено ништо друго освен да го обожаваат на Аллах искрено и чисто, исповедувајќи му ја верата на Аллах. Ништо друго на никого не му е наредено од неговите робови освен да му ја исповедаат верата на Аллах чисто. Значи, делата да бидат чисто само за Аллах, да немат знаци во делата, не да немат ширк, да немат знаци на ширк во делата. Број 1. Број 2, да немат претварање рија, да немат покажување со делата пред другите, да немат со делата да се посака некоја дујналучка корист. Значи, кога спомниме некојаш овие дела дујналучка корист, некојаш мислиме одма само на пари, на не. Тоа може да биде статус, тоа може да биде, да речем, машала, браво. Ништо да не се посакви со овие дела да бидат чисти само за Аллах. И ова зборот халис е нешто исчистено од валкано нешто, од парлјавштина. Како Аллах Джелешану зборува во Куран за млекото. И ние го вадиме халисен, го вадиме млекото од утробата на хајваните, чисто помеѓу крв и оставштина внатра што имаат, го правиме, го вадиме халисен, чисто за пиење. Млеко бело, помеѓу крв и внатра оставштина што имат од храна, ние го вадиме чисто халисен. На овај начин треба и верата да му се исповеда на Аллах. Во тоа исповедање на верата на Аллах да нема никаква додавка и придавка во тие дела кои ги правиме. Значи, најголемо и најмало атом не сме да имате. 100% да биде делото за Аллах. А ова е еден од најтешките ибадети, ихласот. Искреноста, искрено да му се исповеда чисто верата на Аллах. Како кажал Селев, најповеќе време што сме изгубиле да научиме ихлас. Искреност, чистота во нието. 30-40 години некои спомнале, учевме ихлас, искрено да му исповедаме верата на Аллах. Некој кажале од Селев, секогаш го проверував ихласот во почеток на дело. Пред да почнам со дело, дека ова за Аллах. Во средина на некој дело ова за Аллах и на крај ова дело за Аллах. Зошто шејтанот, ако не може да те спречи да направиш некое добро дело, ќе се труди да ти го уништи нието, да ти го расипа. Да го направиш тоа дело и да ти пропадне тоа дело. И продолжува шейхот и вели: وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. И за ова нешто, во ова нешто Аллах Джелешану им го нареди на сите луѓе. Ова нешто што го спомнавме, да му се исповедат верата чисто, верата Ибрахимова чисто само на Аллах. Јабуду Аллаха вахде, мухлисен лаху дин, да се обожават само Аллах. Видовме што е ибадет. Искрено само за Аллах, без придодавки. И ова Аллах Джелешану му е наредено на сите луѓе. На сите луѓе, од првиот до последниот човек. Ова му е наредено, да го обожава на Аллах Джелешану со оваа чиста, искрена вера и искрено да му исповедаат верата на Аллах. Зошто? Прва наредба во Куран е наредбата за теухид. Кога читаш од сура Фатиха, сура Бекара, првиот ајат што иде наредба некоја во Куран. Прва наредба во Куран иде: "Ја ејухан насу убуду раббакум аллади халакакум валладина мин qablikum лааллакум таттакун." О луѓе, обожавајте го на Аллах, вашиот Господар кој ве создаде вас и тие пред вас, за да бидете богобоазливи. Првата забрана после него: "Вала таджалу лиллахи андадан ва антум та'ламун." И немој да му припишувате на Аллах здруженици, а вие знаете за тие здруженици дека не му прилегат да му се припишуваат ништо од тие здруженици. Овие две се првата наредба и првата забрана во Куран. Овие две се најголемите нешта поради кои сме створени. Како вели Аллах Джелешану, и ова му е наредено, му го нареди на сите луѓе. Шејхот го вели тоа, и ова му е наредено на сите луѓе. Ова е наредба за сите луѓе од првиот до последниот. Исповедање чисто на верата на Аллах, теухид, и оттргнување од тој ширк.
и забраната за тој ширк, јани. И продолжува шейхот и вели: "Ва халакахум лаха", и Аллах ги створи за ова инсанот и джинот. И створени се за ова, зашто? За да му пред ибаден на Аллах. "Вама халактул джинна вал инса илля лијабудун", и не се створени джиновите и луѓето за ништо друго, освен да му пред ибаден на Аллах. Иако ние некоја се забораваме кој е нашиот максад, нашата цел на нашето постојање. Ние сме, браќа, робови во права смисла на зборот. Ние знаеме робовладетелско општество кога било или кога имало робови во дујна. Му наредувал неговиот газда. Ма неговиот газда него имал неговиот живот во негови раце. Не го створил. Не му дал обскрба. Прав роб сме ја и ти и сите инсани джин во дујна. Аллах не створил кога не сме биле ништо. Аллах не издржаван на нас. Ни дават да дишиме, да јаеме, да пиеме и сиве овие њамети што ги имаме се од Аллах. И од Аллах Джелешану секој еден њамет што е при вас е од нас, од Аллах. Секој еден њамет. И ние сме во права смисла на зборот робови од Аллах. И ние како робови, целта на нашето постојање во дујна е да го обожаваме само Аллах. Ова е единствената цел што живееме, браќа. За ова живееме. За ова сме дојдени во дујна, за ништо друго. Само за ова. Повторно тука шейхот вели: "Кама кале таала вама халактул джинна вал инса илля лијабудун", како што се створени джиновите и луѓето не се створени за ништо освен да го обожаваат на Аллах Джелешану. "Ва мана јабудун ювахидун", и значењето да го обожаваат на Аллах е ювахидун, таухид. Да го прават Аллах Джелешану единствен, да го заслужуваат да му се прави ибадет, никој друг. Ова е целта, значи "Вама халактул джинна вал инса илля лијабудун", джиновите и луѓето не се створени за ништо освен да го обожаваат на Аллах Джелешану. Што значи да го обожаваат на Аллах Джелешану? Ювахидуллах, да го прават на Аллах Джелешану единствен, дека заслужуваат да му се прави ибадет, никој друг. Само за ова. Ибадетот, правењето на ибадет. Ибадетот не може да биде ако имат примеси на ширк. Ако имат мало дело примеса на ширк во него, тој не е ибадет, тој е отфрлен тој ибадет и тој не може да биде ибадет. Ибадетот со ширк е отфрлен ибадет. Ибадетот кој имат во себе ширк, тој ибадет е отфрлен. Колку и да гледат личен, колку и да гледат скрушен, колку и да се вложит во тој ибадет, тој ќе биде отфрлен. Зошто? Често не можеме да го фатиме една работа. Дело без таухид не се примат. Како намаз што не се примат без тахарет, без чистота. Мој некој ако ти каже дека кланав без абдес, без во тоалет или не знам, имам нечистотија на мен, не се до абдес, не се чистит, имам намаз. Што ќе му кажеш? Немаш намаз. Така еден што прави ибадета нема таухид кај него, нема добро верување, исправно верување кај него. Колку и да биде тој ибадет личен, добар, тој е отфрлен ибадет. Не е прифатен. Види, браќа, таухидот е најголемиот лезет во оваа дујна, најголемото задоволство кој може да го почувствува еден човек во оваа дујна. И кој ќе умри, а нема таухид, не го почувствувал најголемиот лезет во дујна. Аллах. Не го почувствувал најголемиот лезет во дујна. Таухидот е дженнет во дујна. Во градите на верникот дженнет, во дујна, дујналучко уживање. Лезет. Не е на одмет да се спомни повторно, сме го спомна неколку пати. Билал ради Аллаху анху го казнаја. После долго време го праша како издржа таква казна. Може пресметав лезетот на таухидот, лезетот на ова ахадун ахад. И горчината на казната, лезетот на овај таухид, лезетот на овај иман беше поголем и уживав. Кој не го почувствува овај лезет во дујна, ништо не почувствувал од дујна, колку и да мисли дека уживал. Вели Аллах Джелешану: "Мен амила салихан мин ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون."
Кој ќе направи добро дело, било машко или женско, а е верник, муъмин, верник, имат иман, имат таухид, ние ќе му дадеме на него сигурно добар живот и ќе ги наградиме сигурно со награда уште поубава од она што го работеа. Ќе му дајме да уживат во дујна. Со овај таухид, неговите гради се расширени. Тој е задоволен со она што Аллах Джелешану го одредил за него. Тој е задоволен со кадерот од Аллах, што и да му се случи на него, вели тоа е Аллахова одредба, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун, ми сме Аллахови, ке Аллах ќе се врати мене. Тој вели дека ова што ме погодило мене не можело да ме избегне, тоа што ме избегнало на мене не можело да ме погоди, Аллах. И ужива во дуња. Само со таухид имат радосен и среќен живот во дујна и во ахирет. Без таухид, без исправно верување, има тежок живот во дујна и тежок живот, уште потежок во ахирет. وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И кој ќе му сврти грб на овој Куран, на овој дин, ќе му дајме да живее тежок живот во дујна. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. А во ахирет ќе го проживееме чор. Кале рабби лима хашартани ама. Ќе рече, ја Господару, зошто ме проживи чор? Вакад кунту басира. А јас гледам во дујна. Кедалике ататка ајатуна фенеситаха ва кедалике јауме тунса. Ти доаѓаа нашите знаменија и се правеше дека не ги гледаш, се правеше чор спрема ними. Денеска така ќе биде заборавање. Без таухид, без добро исправно верување нема радост, браќа. Колку и да мисли дека некој радосен, не е таа радост. Неговите образи се смеат, неговите гради се како лешник стегнати. Неговото срце е како лешник. Цела дујна и покрај незината широчина му станала тесна. Гледаме ми е без таухид. Изгубил неколку илјадници евра, имат милиарди, се обесил, самоубиство направил. Аллаху акбар. Го прашале на имам Ахмед, дали мој Захид тој што се откажува од уживање од дујна да биде богат човек. Рекол да, има шарт. Кој е шарт? Ако му се зголеми негово богатство уште повеќе, да нема реакција кај него. И ако му се зема цело богатство на него за еден момент, нема реакција. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Аллаху акбар. Моите. Ова се учи само со таухид. Ова се учи само со позирање добро на верата. Види Аллаху акбар. Браќа, без таухид го гледаш, сите психијатри во дујна ги поминале. Не сум вред, имам страф, имам уплав, ова ми се стегви душата, ми се стегви градите. Ти се стегви зашто не си дал храна на душата. Не си дал верување таухид на душата. Не си е поучил во овај таухид, во овај лезет, во ова благосостојба. Душата не се учи со некој, не знам, јадење од дујна, не се таа смирува со јадење од дујна, со шетање, со луксузирање од дујна, не можеш да ја смириш. Можеш телово да го смириш со тоа, ама душата не, градите не можеш да ги смириш со тоа. Многу луѓе патат поради немање на овај таухид во нивните животи и не знаат лек за тоа, а лекот во тоа да се вратат во верата, да се вратат во изучување на овај таухид. Поради оваа причина, најголема грижа на верникот треба да биде овај таухид. Поради оваа причина, најголема грижа на верникот спрема неговите деца треба да биде изучувањето на овај таухид. Немој да се грижиш многу за твоите деца, каква марка на облека ќе имат, каков марка на телефон ќе имат. Грижи се за твоите деца дали го учат овај таухид, дали го спознале на Аллах добро. Дали знаат што е халал, што е харам за ними во животот? Дали ја познаат нивната вера? Дали го знаат пегамбар алейхиселам, дали ги знаат тие сахаби? Ова е нешто од кое патиме, можеби ако има време на крајот сакав да зборувам малку за ова. Нажалост денеска умметот се гордеј со некој фудбалери, со луѓе што му грешен на Аллах, што се мушрици. Не знаете еден од тие 10 што се израдувани со џеннет, негова биографија. Ова е мусибет. И продолжува шейхот и вели: وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ. И најголема наредба, највозвишена наредба која Аллах џелешану ни ја нареди на нас е таухидот.
највозвишена наредба. Намаз, пост, зекат, хаџ, теухид. Број 1. Како што спомнавме, прва наредба во Куран. Број 1, највозвишена наредба. Највозвишена наредба за нас е теухидот. Број 1 нешто. Зошто? За ова имат безброј докази во Куран и во Суннет. Дека број 1 највозвишена наредба е теухидот. Прво, што спомнавме премалку, за тоа сме створени. Вама халактул џинна вал инса. И не се створени джиновите и луѓето за ништо освен за овој теухид. Да го обожаваме на број 1. Број 2. Лакад баъthna фи кулли умметин расулан ан јаъбуду Аллаха ва јтанибу тагут. И ние испративме во секој еден народ пејгамбер, обожавајте го на Аллах и оттргнете се од тагутите. Сите пејгамбери го кажа ова. Поради ова, број 1 со ова иде сите пејгамбери. Прво кога дојде кај нивни народ ова го зборување. Харам, халал, не, ова. Многу наредби во Мекка не беа дојдени. Многу наредби, многу фарзови не беа дојдени во Мекка. Пост касно, намаз касно, хаџ касно, зекат хаџ. Број 1 теухид, пегамбер сам ги учеше долго време. Големиот дел на улема 13 години во Мекка, главна преокупација на пегамбер сам беше да ги научи теухид на сахабите. Зошто ова е темелот, базата, фундаментот, врз кое се гради целокупниот дин. Ако ова нестабилно, свече пан, ако нема, не можеш ништо да градиш. Ако е нестабилно, немој да се гради. Ако нема ич, готово, не можеш да градиш ич. Ич не се гради ништо. Прва наредба во Куран спомнавме. Делата не се примаат без теухид. Че да покасно па. Дело не се примат без теухид. Што е теухидот? Сме спомнале. Теухидот е иставање на Аллах Джелешану и правење дека е еден и единствен кој заслужува да се обожава, тој монотеизам. Тоа е еднобожство. Дека е само Аллах еден и единствен. И дека само на него му доликуват и приликуват да му се прави ибадет. Никој други. Да го издвоиме дека Аллах Джелешану е тој кој заслужува да му се прави на Аллах рубубиет. Дека Аллах заслужува да биде господар, господарството му припадви само на Аллах. Дека Аллах Джелешану е створител. Аллах створи све. Све што гледаме. 7 катови небеса, 7 катови земја, инсан, џин, махлукат, све што е живо Аллах створи. Дека Аллах е разник, ова е господарството, Аллах е обскрбител. Дека Аллах ги издржава сите овие створенија што ги створи. 7 катови небеса, 7 катови земја, што знаеме и што не знаеме, Аллах што твори. Аллах тој кој му дава ризик на сиве, никој не може да даде ризик. Дека се ова е во контрола на Аллах Джелешану, немој да излезе од контрола на Аллах ништо од неговите створенија. И дека Аллах ги контролира сите овие створенија. Број 2, теухидот улухијет. Дека само Аллах Джелешану заслужува да му се прави ибадет и никој други. И есма ва сифат, убави имена и својства ги заслужуваат и ги има само Аллах Джелешану. Никој нема ни слично, ни прилично, ни ближно својство или име како што имат Аллах Джелешану. Аллах е онака како се опиша тој, како го опиша пегамбар, како се опиша Аллах во Куран и како го опиша пегамбар алейхиссалам во неговиот хадис во суннетот. Како спомнавме, најголемата наредба е теухидот. И потоа вели уахува. Најголемата наредба теухидот и тоа е ифрадуллахи бил ибаде. Да се издвои само Аллах дека заслужуваат да му се прави на Аллах ибадет. Зошто овдека се споменуваат улухијето? Види. Зошто? Поради овај теухид пегамберите влегува во сукоп со нивните народи. Поради овај теухид улухијет. Дека Аллах заслужува да му се прави само ибадет. Поради ова нешто, многу од народите станаа против пегамберите. Зошто? Тие ги признаваа, големиот дел ги признаваа господарството, рубубието на Аллах. Некој признаваа од својствата на Аллах, од имињата и особините на Аллах. Ама кога дојдеше во прашање ова нешто, да му се прави ибадет само на Аллах, и дека заслужува само Аллах да му се прави ибадет, тога стануваат тие во војна со пегамберите и му се спротивставуваат.
Види, кога пегамбер алейхиссалам ги повикуваше во почетокот на курејшите, пегамбер алейхиссалам кога отиде во Мека, кога беше пратен, му рече: "Ја ејухан насу кулу ла илаха иллаллах туфлиху." О вие луѓе, речите ла илаха иллаллах, ќе се спасите. Што му рекве курејшите? Ти рече: "Сакаш сиве божества наши да ги трниш и да направиш едно божество, само Аллах." Види, од ова ла илаха иллаллах го разбра. Само од ова го разбра. Само од ова нешто. Ти сакаш че сиве наши божества да ги оттрниме и да направиме само еден Бог, да го обожаваме, еден Господ. Поради ова дојде таа војна. И поради ова нешто и денеска имат проблеми со голем број на фирки. Зошто не го разбрале овај голем таухид, ова нешто за кое сме створени. А немат вредност, како спомнавме, да се признајат Аллах како Господар и да се признај некој негови имена и својства, ако му се придружи некој на Аллах во неговиот ибадет. Ишто немат вредност. И продолжува шейхот и вели: "Ва'азаму ма наха анху еш-ширк." И најголемо нешто што Аллах џелешану забрана е ширкот. Најголемата забрана што Аллах џелешану е забрана е ширкот. Кражба, зина, блуд, алкохол, свинско, не знам што, број еден над сиве ојве е ширкот. Најголема забрана. Инне ширке ле зулмун азим. Ширкот навистина е најголем зулум. Најголемиот зулум што може да го направи човек во дујна е да му припише на Аллах здруженик, ширк да му направи. Ова е најголемото нешто што може да го направи човек. Гледај. Нажалост, денеска многу малку се зборува за опасноста на овој ширк. Не само тоа. Него се упоменуваат луѓето да не ги слушате тие што зборуваат за ширк. И денеска и како порано, поради ваквото постапување на некој повикувачи на врати од џехеннем, луѓето не ја знаат правата опасност на ширкот. Значи, ние сме поминали некој период или сме слушнали и сме виделе со наши очи и денеска, како некои луѓе ширкот го прави дека не е многу страшно нешто. Некој грев го прави дека ова е многу поголемо од ширкот. Зошто? Поради што луѓето или тие оџи што повикувале, изборувале за опасноста на тие гревови и само за тоа зборувале, а не зборувале за опасноста на ширкот. Имат периоди кога поминало во наши места, свинското месо се рачунало најголемиот грев. Ма какви ширк? Најголемо. А помало се направило алкохол. Алкохолот се пил како вода. Дури се сметало да можеш да пиеш до четврток на вечер, до пред џума, само во џума да не пиеш. Значи така се зборувало, така се расширило ова нешто. Ова не е оправдание за тие што не знаат што е ширк. Сакам да спомнам дека ова пропаганда што се прави против ова меселе колку е опасна. Каква одговорност ќе име тие оџи во суден ден што кажуваат немој да ги слушате тие што кажуваат ширк, куфар, риддет, што ги кажуваат овие термини. Ова е база на динот. И немој да ги слушате. Каква одговорност тие ќе имаат во суден ден? Какви само овие се војници против динот? И го направиле народот да не знае правата опасност на ширкот. Ниедно дело не се токми со припишување на Аллах здружени. Немој да се стокми. Инна Аллаха ла јагфиру ан јушрака биҳи ва јагфиру ма дуна залика лимен јаша. Аллах навистина ширк на никого нема да му опрости. А помало од ова ќе му опрости на кого сакат. Помало од ова ќе опрости на секој еден кого сакат Аллах. Ама ширк на ниеден. И поради ова нешто не треба да престанеме да зборуваме за опасноста на овој ширк и за вредноста на овој таухид. Никогаш. Во секоја една седенка, во секое едно место да зборуваме за овој нешто. Ова е сршта, ова е базата, ова е динот. Да се зборува за таухидот, за вредноста на таухидот и за опасноста на ширкот. Ова е динот. Тој му кажува некој мубах, некој нешто дозволено да го правите или некој мали дела, никогаш не спомнал 30 години ширк, 30 години оџа таухид не спомнал, не кажал дефиниција за тоа.
Да, нормално е кога доаѓаме ние денеска со овие термини дека ние сме новотарци, ново е ова, да, зашто тој не спомнал 30, а и ти самиот не си седнал да научиш, ова нема да те оправда на тебе ти што не си научил што е ширк, што е куфар, што е таухид. Исто така има три видови на ширк. Ширк во рубубијет, во улухијет и во есма во сифат, во сиве овие три нешта, во три видови теухид мој човекот да направи ширк на Аллах Желешану, да му припише здруженик на Аллах Желешану. И вели шејхот, ва хуа, најголемо нешто што Аллах Желешану не забранил на нас е ширкот. И тој е даъвату гајрихи ма'аху, да се повика некој други со Аллах Желешану, да се изедначи некој со Аллах Желешану. Ова е ширк. Да се изедначи некој со Аллах Желешану. Пегамбер алейхиссалам беше прашан, ја Расулуллах, кој е најголемиот греф? Рекол да му припиши здруженик на Аллах Желешану, а тој те створил на тебе. Да му припиши здруженик на Аллах, тој те створил тебе. Што е ширк? Да се изедначи некој со Аллах Желешану. Да се изедначи во некој од својствата од таухидите што ги имаат Аллах Желешану, што ги заслужуваат, да се изедначи некој. Мушрици кога ќе бидат во џехеннем, ова е говор на мушрици во Куран, што Аллах Желешану го пренесуваат, ќе кажуваат: "Таллахи инна кунна лафи далалин мубин." Се колниме во Аллах, ќе се колнат во Аллах. Се колниме во Аллах, дека ние навистина бевме во очигледна заблуда. Што беше очигледната заблуда? Из нусаввикум би раббил аламин. Кога ве изедначивме со Господарот на световите, че им кажува на тие божества кои ги изделе и кои ги израмнале со Аллах. И ние навистина бевме во голема заблуда кога ве изедначивме со Господарот на световите. Да се изедначи некој со Аллах Желешану. Како спомнавме, некои фирки кажуваат дека нивниот шејх го знае гајбот, знае тајната. Аллаху акбар. Некој во гроб што е прашина, пепел, ништо нема од него, дека тој може да има контрола, да може да даде машко дете, женско дете, да излечи него. Аллах акбар. Аллах акбар. Опасноста од овој ширк. Веќе Аллах Желешану на пегамбер алейхиссалам: "Валакад ухија илейка ва иля аллазина мин qablika лаин ашракта лаахбатанна амалука ва латакунанна минал хасирин." И објавено ти е тебе, како му беше објавено на тие пред тебе, ако му направиш ширк на Аллах, ќе ти пропадна сите твои дела и ти ќе бидеш од пропаднатите, од изгубените. Ова е закана за пегамбер сам. И спомнавме други ајат кога бев во претходните дерсови, 17 пегамбери Аллах ги брои со име, 18 Ибраим алейхиссалам индиректно, и велите ако направе овој ширк, ќе му пропаднеше све што работи. Аллах. Дела имат како планине, џаба ако има ширк. Вели Аллах Желешану: "Вaqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." И ќе им придеме на нивните дела и ќе ги направиме прав и пепел. Поради ширкот што го имаат во нив. Поради ова нешто не треба да престанеме да зборуваме за опасноста на ова нешто. Ибрахим алейхиссалам, спомнавме, Ебул Ембија, татко на пегамберите после него, од негова лоза дојдоа сите пегамбери. Тој се плашеше за себе си и за неговото потомство да не западне во обожавање на некој други освен Аллах. Знаеш колкав ова голема упомена за нас? Видите Аллах Желешану зборува доата на Ибрахим алейхиссалам што ја правеше. "Ваджнубни ва бани ан нa'буда al-asnam." И мене и синовите мои оддалечени од обожавање на кипови, Аллах. И мене, и моите синови, моето потомство оддалечени од обожавање на кипови, Аллах. Ама нажалост, вели Аллах Желешану: "Вама ю'мину аксаруhum billahi illa wa hum kafirun." И повеќето од нив веруваат во Аллах, но сепак му припишуваат здруженици. Го признаваат рубубијет, го признаваат есма ва сифат, ама во ова нешто, во улухијетот, во ибадетот, во единството дека само на Аллах Желешану му припаѓа да му се прави ибадет, му припишуваат здруженици. И големиот дел од нив кажуваат: "Ние не го земаме ова така." И вели Аллах Желешану, ако ги прашаш ти зошто ги обожавате на нив, не ги обожаваме на ними, вели. "Ли укаррибуна иля Аллахи зулфа", за да не доближат до Аллах, ние не ги обожаваме ними. Овие посредници не ги обожаваме. Истиот аргумент го имаат денеска многу суфиски групи во Дујна. Ние не го обожаваме шејхот.
Тој не доближи до Аллах, тој е врска со Аллах. Ние не можеме директно со Аллах. Треба да имаме врска со Аллах. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Истиот аргумент. Исто во денеска, во овај улухијет, во овај ибадет што го заслужува на Аллах, со вакви аргументи се аргументираат многу фирки, кога доаѓаат пример, еден пример што е модерен денеска, тоа законодавство, тој шеријат, тоа келиметуллахи хијел улија, да бидите Аллаховиот збор највисоко. Вели не, ние не ги сметаме овие закони дека се подобри од Аллаховиот закон, ама сега ги земаме овие. Значи правиш иллето што го правеа мушриците во Мекка, ништо повеќе. И доказ за ова што го зборувавме дека ширкот е најголемиот зулум, вели Аллах џелешану, шејхот го носи тоа ајет: "Ва'буду Аллаха ва ла тушрику бихи шеј'a", и обожавајте го на Аллах и немој да му придружувате здруженици на Аллах. Обожавајте го само на Аллах и немој да му здружувате здруженици на Аллах. Ова ајет е спомнат. Ајетот се нарекува, од улемава го нарекува 10 права, 10 хакои на човекот. Првиот е ова: и обожавајте го само на Аллах и немој да му припишувате здружени, потоа доаѓаат и правете му доброшинство на вашите родители, на вашите комшија, близен, далечен, на вашите што се во ваш посев. 10 права, ма број 1 таухидот. Број 1, немој да му правите ширк на Аллах. Ова што го спомнавме до сега треба да биде секојдневие во нашиот живот, да зборуваме за овие нешта веќе. Да зборуваме за теухидот, да зборуваме за опасноста на ширкот, во нашите фамилии, каде и да бидеме, во која и седенка да бидеме, да зборуваме за ова нешто. Никогаш не е доста, валлахи. Некако некој кажува доста више, готово научивме теухид, не. Опасноста не демне и секогаш. Пегамбер сам рекол, најповеќе што се плашам за вас, се плашам од тајниот ширк, од ширкот, тајниот ширк, рија, претварање, ширк го нарекол пегамбер сам. Зошто? Претварањето ќе му се речи на тој што се претварал или правил ибадет за да го види некој во суден ден, оде и барај награда од него. Ти си го правил тоа дело за него. Пегамбер алейхиссалам секој утро кога станеше го започнуваше денот со ова дуа: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Се разденавме ова утро изворно на нашиот ислам. Ала келимет или ихлас, на зборот, искрениот збор ла илаха иллаллах. На верата на Ибрахим алейхиссалам, нашиот татко, ханифен, онај кој бегаше од ширкот и одеше кон теухидот, муслимен и беше целосно предаден на Аллах, муслиман, и не беше од мушриците. Со ова дуа пегамбер алейхиссалам го започнуваше секој еден ден, секој едно утро. И споради ова причина не треба да престанеме да зборуваме за важноста на теухидот и за опасноста на ширкот во нашите куќи, во нашиот живот, во секое едно време и место, кога да ни се пружи прилика и шанса, да ја искористиме, да ги опомениме другите, да се трудиме во нашите куќи, да се живе тој теухид, да се знаете опасноста на тој ширк. Ние сме одговорни како родители за нашата куќа и нашите фамилии за ова нешто. Неодговорни ќе бидиме за овој теухид и за овој ширк во судниот ден. Аллах џелешану да ни даде разбирање од овие зборови, Аллах да не направи од неговите искрени и честни робови, Аллах да не направи од тие кои ќе ја следат чистата вера на Ибрахим алейхиссалам и ќе се трудиме за овој ден да бидеме од тие кои ќе го живеат во нашите животи. Овој ден да биде во нашите дела, во нашите говори, во нашите животи, во нашите фамилии, во нашиот бизнис, зашто теухидот се гледа во овој целокупниот живот кај еден верник. Не само во неговиот збор, неговиот поглед, тоа што слушат, тоа што фаќат, тоа што работат, тоа е како негова куќа, негови деца, цело ова е теухидот кај еден верник. Субханакаллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.